Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Синтеза на Вистинска телевизија. Денеска ќе зборуваме на повеќе теми со мојата соговорничка, која што специјално за оваа емисија допатува од Битола. Една убава мисла ќе каже дека човек не мора да прави големи дела, доволно е да прави мали дела со многу љубов. Мислам дека денешниот соговорник, односно соговорничка, одговара токму на оваа мисла. Станува збор за дама која што е дипломиран педагог, исто така граѓански активист, личност која што беше позната по една граѓанска иницијатива која што навистина зазеде значајно внимание во медиумскиот простор и мило ми е што денеска е тука, се познаваме со неа извесен период и можем да кажем дека навистина станува збор за една сестрана личност. Драгана со мене е во нашето студио. Драгана Спасевска, добре дојде во Синтеза. Добро ме најдов. Ви благодарам за убавата најава и пред се голема благодарност до сите гледачи на Вистинската телевизија. Така. Убаво е што си тука. Јас се сеќавам на нашата прва средба сега баш пред да почнеме пред емисија. Моите први да речем впечатоци од нашето запознавање беа навистина убави. И многу беше впечатливо тоа што се запознавме во едни слични околности како што сме сега тука. Тоа можеби не беше во телевизиско студио, но беше нешто слично. Твоето искуство со телевизијата на некој начин е исто така присутно во твојот живот, кога работеше во еден период, во една од телевизиите во Битола, токму на една кампања која што се поврзуваше со децата и со избирањето на млади таленти за еден фестивал кој што се викаше Мегабит, така беше, ако не се лажам. Меѓутоа, она што исто така е можеби позначено за тебе е што и така те препознаваат луѓето на некој начин по твојата аниматорска, да речем, професија. Ќе ми кажеш дали тоа може да го сметаме како професија, како хоби, како нешто што има поголема вредност, можеби од она што луѓето го замислуваат. Но исто така ти си познати по твоето повеќе годишно соработување со детскиот музички фестивал Сидо од Битола, кој што навистина мислам дека е меѓународно. Меѓународен може да се каже дека е така? Да, и е. Сидо е меѓународен детски фестивал. Веќе постои 23 години, мислам. Ајде прво околу тој момент. 28, пардон. 28, така па пораснавме голем дел генерации со Сидо, ми се чини. Твојата задача таму беше модераторска, ако не се лажам, и во секој случај мислам дека имаш учество во пишувањето на текстови за детските песни. Можеш нешто околу тоа, па потоа ќе преминеме на другиот. Да. Па генерално мојот живот секогаш се врзува за децата, како што кажа баш тие денови кога работев во телевизија Орбис, тогаш и ние се запознавме, имавме еден регионална потрага на младите музички таленти, значи Битола Ресен Демирхисар, и тогаш го реобновивме детскиот фестивал Мегабит, кој се одржуваше на Орбис телевизија, нивно авторско дело. Меѓутоа, веќе 15 години, јас сум со детскиот фестивал Сидо. Да речам, тоа е еден дел од мене и дел од моите творештва. Веќе 15 години го водам како аниматор, позната како Клубнот Заги. И пишувам дел од детските текстови на тој фестивал, со тоа што мислам дека се што е поврзано за децата ќе го направам со многу љубов, без никакви пречки. Мислам дека тогаш ми проработува голем дел од мојата фантазија, ставајќи се на место на дете. И така ги низ призмата на детските гледишта, нивните сваќања, разбирање за светот, тоа ми дава голема инспирација да напишам еден детски текст. Децата те препознаваат посебно во Битола, но и во регионот, ќе речем, не само и децата, туку и возрастните по препознатливата улога која што имаш, која што мислам дека некако со тебе се врзува и не може некако да го замислам поинаку, тоа е Клубнот Заги. Тоа е твој дел каде што се пронаоѓаш како аниматор на забави поврзани со децата. Имаше сега, тоа ќе биде, еве за гледачите, нешто што јас ќе го споделам како своје искуство, саем на книга кој што се одржуваше во Битола пред неколку дена, на кој што Заги беше присутен на самите штандови
И оно што ми остави впечаток откако заминав од штандовите, тука поминуваа родители со нивните дечиња и само оно што мене многу ми остави впечаток беше и кловно Дзаги доаѓа, значи брзо да одиме таму, значи со таква возбуда тоа го почувствував дека го кажува детето, што навистина сватив колку некогаш Заги значајна приказна можеби во имагинацијата на децата. Кога го најавив тоа, бидејќи не може да го прескокнеме, иако Заги можеби се соочува со некои предизвици изминатиот период, токму поради некои лични причини. Од каде идејата за Заги, како мислиш дека влијае овој избор кој што го направи, да речем, посебно зошто едноставно, зошто Заги? Па вака, непосредно после моето дипломирање, можам да кажам за себе дека... Ти си дипломиран педагог, така? Дипломиран воспитувач. Невработен, воспитувач, така? Невработена постилка. Невработен. Да. Заги е мојот живот. Значи, јас можам во една реченица да го кажам додека мојот живот е кловно Заги. Поради тоа што, значи, еве веќе 15-16 година, јас живеам во Заги и Заги живе во мене. Многу ми е криво што, да речем, од декември навака поради здравствени причини и така натаму не можам да бидам дел од роденденските забави. Тоа многу трогателно го објави на социјалните мрежи, на вистина дури мене ме погодува заради тоа што таа храна ја што ја земам и таа енергија од децата што ја примам, не постои нешто што би можел да го замени на светот. Оно што ние заедно си го даваме и си го имаме, таа среќа, таа радост и сета таа интеракција, тоа не може да се опише со зборови. Тоа може да го почувствува само некој кој што навистински ги сака децата и кој што знае како со нив. Кловно Заги се роди, викаат дека обично големите нешто се случуваат непланирано. И не треба многу човек да посакува, туку треба да остават нештата да се случат. Така се случи со кловно Заги. Непосредно после моето дипломирање, едноставно ние сме зависи од тоа дека треба да бидеме нечии слуги за да стигнеме до работата која што стручно сме одработили, односно сме студирале. И дел година-две бев без работа и се што сакав е да работам со деца. Меѓутоа, аз знае како одат нашите вработувања во Македонија, тоа сите го знаеме, не мора да го дискутираме. И се појави еден човек кој што имаше игротека тоа време. И вика, ајде да направиме нешто за децата, ајде да осмислиме лик кој што ќе го сакаат и машките и женските деца. А да не биде, нели, само препознатлив кај машките или кај женските. Во ред, размислував, доволно беше 2 дена, си реков, зошто да не биде тоа клоун? Значи, клоуновите се несекојдневни, ги нема тука, а ги сакате машките и женските деца. Со тоа што јас направив програма за настап, која што беше несекојдневна, значи јас не бев статичен аниматор, да правам нешто, а децата да бидат пасивни гледачи да ме гледат. Во сите мои настапи и во сите мои активности, секогаш сум гледала да имам интеракција со децата. Значи, јас да ги водам, а тие да ги прават нештата. Со тоа што на моите настапи имав програми од интерактивни игри во кои што учествуваат децата. И беше толку инспиративно, толку беа желни за игра, толку беа желни за тие игри, за да го извадат тоа внатрешното од себе. Дори ми се случуваше на роден дени да плачат дека Заги си оди. Значи, тоа е нешто што не може секој да го доживе. А мене искрено тоа многу ми недостига, затоа што баш сега ќе кажам еден момент, ќе поздравам мојата другарка и незината ќерка кој што пред некое време беа на болница и ми се јави да ги земам од болница затоа што не вози. Бе во близина, доаѓам да ги земам и назад влегуваат 2 девојчиња кои што веќе се полуматурантки. Другарка и на ќерката на другарка ме препозна по гласот. И ми вели, ти си Заги? И викам, да. Ме позна по гласот? Да. Ги носам до дома и пред зградата се симнуваат од школа и девојчиња ми вика, чао Заги, човеко кој што ни го направи животот незаборав. Се е кажано. Да.
И мислам дека таа вечер не може да спием и сега ми најдуваат емоции затоа што тоа е едно признание, едно дете вечно да ме памти и му благодарам на Бога што сум дел од детството на овие генерации кои што ме памтат дете по нешто добро. Оно што не успела системот да го уреди по завршувањето на високото образование кај многумина, веројатно кај тебе беше надополнето токму со улагата на Заги, може да се каже така. Да, може да се каже. Има ли педагошки моменти тука во приказната, значи кога настапуваш како главнат Заги? Да. Има, поради тоа што мислам дека... Многумина се жалат, извини што те прекинувам, дека ќе повикаат, значи, аниматор, маскот или било што, на нивните родендени, и дека обично се зема одредена сума која што можеби не е ефтина, а не добиваат кој знае што, и децата не се анимирани на кој знае каков начин или креативен начин, да речем. Согласуваш? Се согласувам, да. Сум имала такво искуство. Една нова година се случи да јас бидам на роденден како, мислам на... Да, баш беше декемврски роденден. Јас бев Заги, ги анимирав и требаше пред крајот на роденден да дојде Дедо Мраз. Дедо Мраз се појави во фармерки, да. Одозгоре имаше наврено црвени панталони, кои што позади имаше дупчиња и панталоните му се... фармерките му се гледаа, значи и долу. Практички црвените панталони беа покуси. Девојчето плачеше. Замислете колку е трогателно роденден да му уништиш на дете, а ние аниматорите, ние сме како еден вид на музичарите, треба да анимираме публиката и славениците за да се чувствуваат убаво, да им направиме една прекрасна атмосфера. Ги има ли ти аниматори секаде во сите градови во Македонија или не? Со оглед на тоа дека ти настапуваш и си барана, можеби првенствено заради квалитетот на оно што го нудиш на твоите представи, но веројатно ги нема насекаде, бидејќи како што кажав си барана во повеќе места и општини околу Битола. Девојчето плачеше заради тоа што сфати дека Дедо Мраз не е вистински. Исто се случи еднаш со една принцеза која го крена фустанот за да игра, одоздола и се гледаја фармерките. Значи, уна педагошкото кое што јас го имам, благодарение на моето високо образование, не само тоа, мислам дека човек кој што работи со деца треба да се спушти на детско ниво. Јас се ставам во нивна перцепција како би сакало едно дете да изгледа нештото и што би ја нахранило неговата душа. Значи, ако веќе се представуваме како било каква форма принцеза или Дедо Мраз, ние треба тоа да го вдахнеме кај деца да изгледа вистински. Значи, да нивната душа да се радува. Тоа е пред се, затоа детството е едно и незаборавно е. Детето треба да ги ужива тие права да се радува. Затоа и викаме, нели, едно дете треба да има безгрижно детство. Ние, аниматорите, треба да му го дадеме тоа, да се радува и да биде безгрижен, барем во тој момент кога слави роденден или било што и да е. Во Битола моментално има уште неколку аниматори, меѓутоа јас доста ме бара и Демир Хисар, Ресен, Прилеп, Кавадарци, да ги поздравим и Кавадарчани, последно и до Кавадарци се бараше главнат Заги. Така да не да ова да биде како фалење. Никогаш што сум се рекламирала себе си да делам флаери или не знам што. Секогаш децата ми биле најголема реклама и нивните родители. Так. Значи, ако ме виделе кај Владко на роденден, тие уживале. Моментот кој дошол нивниот роденден, Заги да дојде и никој. Значи, Заги и никој, толку. И сега многу ми е навистина, јас јавно ке се извинам кај пред сите родители, поради тоа што во последно време ги одбивам. Навистина имам здравствен проблем кој што треба да го решам. Меѓутоа, се надевам дека Заги ќе го вратам во некоја друга форма и дека ова ми е една поука од Маја Андоновска, ќе ја поздравам, затоа што долги години го водиме заедно Сидо и соработуваме. И Маја ми рече во еден момент, немој Заги да го убиваш. Так. И мислам дека ќе ја послушам. Дај Боже да се реши се како што треба, меѓутоа
имам некоја друга замисла и нема да го оставам заги да згасне, затоа што обстојувам и постојам во детските срца и во нивните животи веќе 15 години, нема да дозволам така лесно да исчезне. Да, многу е значено анимирањето на децата, особено во тој период кога се уште ги сметаме за неусквернети, значи нивните срца, значи Точно. искрени, тие го бараат тоа што навистина го чувствуваат во себе, јавно го кажуваат. Точно. Исто тоа беше како предлог и во самите програми, се сеќавам, особено оние кои што се работат во оделенска настава, ти си добро запозната со тоа. Во одреден период од поблиското минато се обидоа да направат одредени промени, значи кои што се однесува и на методите и на пристапот кој што наставниците треба да ги има, значи во даден поглед, кога е наставата во прашање. Па имаше обуки, се сеќавам, каде што наставниците беа на некој начин советувани да играат со децата и така натаму, меѓутоа тоа не беше изводливо, од една едноставна причина што сепак и условите во нашите училишта, посебно ќе речеме во руралните места, па и во градските средини може да е така, не соодветствуваат, можеби сепак за тоа треба, значи подлога, значи просторни услови кои што ќе одговараат на таквите потреби. Така што кловнат заги може да биде добар пример некогаш како човек да ги насочи децата да извлече таа нивна креативна енергија, но сепак добро има разлика училиштето тука со роденденските забави, но сепак можеме да учиме едни од други, може така да и да се кажам нешто во контекст на баш на ова. Кога сме кај условите. Значи, јас клекнувам на колена, играме на плочки, значи не секаде во библиотеките има теписон и навистина играме на плочки и клекнуваме на колена. Ми се случило некоја мајка да викне по детето: "Стани, не се валкај, сега те дотерав." Апсолутно машината пере. Лесно сега и сите имаме слушари. Мислам дека не треба да им се забрани на децата да играат. Заради тоа што едно детство и едни важни моторички активности се стекнуваат баш преку игра. И воопшто не треба да им го лимитираме движењето или не знам што на децата. Затоа во европските земји, каде што нели имаме целодневен престој во училиштата, имаме секакви услови. Во Данска, например, имаат на училиште бањарка, имаат секаков веш, имаат свој шкафче каде што ги чуват работите, па ако скокаат надвор во вирчето додека врне, имаат можност да се истушираат, да се облечат нова облека и да се вратат да продолжат наставата. Ние тоа го немаме. Меѓутоа сакам да кажам дека треба на наставникот да му се дозволи, да му се даде одврзана рака сам да го креира тој наставен час и да употреби се што е во можност во неговата имагинација и во неговите ресурси, учењето да биде многу полеснително преку игра. Верувајте. Потребни се ресурси. Многу, да. Верувајте дека многу е полесно да ги запомнат работите кои ги учат преку игра. И тоа е педагошки докажано во многу наврати. Да, докажано. Иако имаше отпор од определена група наставници, тука сега не може да дискутираме за бројки, меѓутоа некои сметаат дека оној традиционален пристап кој што е карактеристичен за нашето образование, можеби се уште е добар и како таков треба да остане, меѓутоа факт е дека се случуваат најразлични промени во образованието, а нив најмногу ги засегаат првенствено децата и се разбира наставниците кои што не секогаш можат успешно да одговорат на оно што се бара, а како би можеле успешно да одговорат на оно што се бара кога некогаш ги немаат и основните помагала или ресурси. Ти си јавно познат и по на граѓанска иницијатива, ќе ја наречам. Настави и учебници мора да има, како неизин основач, така што тука забележително беше твоето присуство по медиумите и оно што за кое што ти се залагаш. Докаде е иницијативата со оглед на тоа дека еве некаде кон крајот на учебната година, можеби иронично или саркастично, не знам како да кажем, учебници стигнаа пред училиштата, па некои дури се фотографира, односно ги фотографираа децата со пристигнатите учебници, иако законот јасно кажува кога треба да бидат доставени бесплатните учебници до учениците. Да, докаде иницијативата, какви се твоите размислувања и така натаму? Вчера го имав тоа искуство за жал. Кога ја земав ќерка ми од училиште, првачињата излегува и се радува: Мама, добивме нови книги. Замислите која иронија е, наместо на 1 септември децата да им се радуваат на 5 јуни на учебниците.
А иницијативата како иницијатива направи многу големи промени во Македонија. Поради тоа што ние нема да запреме се додека не се исполнат оние барања кои што ние ги баравме како родители, но пред се морам да кажам дека ние успеавме да промениме многу работи. Значи, Законот за дигитални учебници, односно за учебници и наставни материјали, кои што тогаш се предлагаше, за да имаме дигитални учебници, го спречивме. Извршивме голем притисок до тогашната власт, поради нашето огромно незадоволство. Не само поради тоа што немавме учебници, туку поради целосната дискриминација општо во образовниот систем и на учениците и на родителите. Значи, многу родители од свој джеб даваја пари за да печатат, фотокопират, учебници, кои тоа е противзаконско. Иако во Уставот и во Законот за основно образование и во моменталниот закон кој што го имаме за учебници се вели дека образованието е бесплатно по закон и дека учебници треба да има по секој предмет, за секој ученик и да ги има на 1 септември. Меѓутоа, за жал, кај нас веќе петта година се случува истата приказна, со тоа што ние успеавме Законот за дигитални учебници да го повлечеме. Имавме многу преставки до Министерството, каде што се одржаа многу средби во комисиите, во собрание, за кои што се воочија дека нашите права се законски и оно што ние го бараме на вистина треба така да биде. Меѓутоа, за жал, имавме некоја надеж дека со оглед на тоа што нашата министерка Мила Царовска претходната се повлече, мислевме дека министерот Јетон Шакири ќе промени некои работи, меѓутоа, за жал, работите продолжија да работат, да се одвиваат во неправилен пат и, што е многу важно, незаконски. Значи, се тоа што се случуваше овие 5 години е против законито работење на МОН, поради тоа што јасно стои во Уставот, јасно стои во Законот на образование што се треба еден ученик да има, и мислам тие се човекови детски права секаде во светот, каде што секаде се почитуваат. Не можеме ние преку ноги да му ги ускратиме правата на детето да има бесплатно и непречено образование. А кај нас се случи спротивното, значи ние децата, ајде народски да кажем, ги уназадивме со сите работи кои што се случува. Што беше спорно околу дигиталните учебници или така наречените дигитални, бидејќи ставот на многумина беше дека не станува збор за никаква посебна дигитализација, туку едноставно учебници во PDF форма, електронски формат и така натаму. Сега гледам дека нешто со новава концепција има некои измени, па може таму преку одредена страница да се влегува, да се прави некаква интеракција, нешто во форма на задачи кои што произлегуваат од содржината на учебникот, кои што го имаат и во печатена форма и електронски, но тогаш не беше така. Што највеќе пречеше тука? Па, вака пред се, значи, доколку земете да прашате доктори, педагози, очни лекари, физијатри, ќе ви кажат дека првенствено, поради здравието на едно дете, треба да користи учебници кои што се во печатена форма. И тоа што тие го најавуваа како дигитализација, не беше ништо од дигитализација, туку беше учебник во PDF формат кој што може многу лесно било кој да ја промени содржината. Дали ме разбирате? Значи, злоупотреба. Злоупотреба, значи може да се до влезе во било кое време, во било кое време зборувам, и да се додаде во одредена тема било што. Пред се нам многу ни пречеше тоа што ќе нема децата печатени учебници, за да навлегувајќи во целиот проблем, истражувајќи и комуницирајќи, значи да се разбереме, ние имавме одлична комуникација со поголемиот број основни училишта во Македонија, кои што секогаш, и благодарам на сите директори и наставници, сите кои што и ден денес соработуваме, секогаш на нашите информации од јавен карактер кои ги баравме, секогаш ни одговара и што ние осознавме дека тука се прекршени многу голем број на детски права.
Значи не само со немањето учебници. И со наметнувањето на некои содржини кои што се неприфатливи за нас. Со тоа што ние во тие моменти, барајќи правна разврска, барајќи ги правата на децата, ние со сите докази кои што имавме од училиштата, пуштивме представка до Народниот правобранител. Дека се кршат основните детски права. Значи не може во 21 век, 2020 година, 2019 почна концепцијата, децата да немат основни права и основни услови за образование. Втора работа, која што треба народот да ја знае и целата јавност, не може една концепција да биде над закон. Во разговори со многу наставници, со многу педагошки лица, ама концепцијата вака налага, ама концепцијата така налага. Не може концепција која што е измислена во неколку страници, која што, внимавајте, целата стручна фела реагираше на таа концепција. Дека не е прифатлива, дека не е законска, дека тоа е се нешто ново измислено кое што првенствено не се согласува со нашите закони и уставот. И покрај сите тие работи, Мила ја представи дека таа е нешто вау. Концепција не може да биде над закон. Било кое педагошко лице кој што работи во воспитно-образовниот систем, во било која училиште установа, мора да се води првенствено по устав и по законот за основно образование. И моментално по законот за учебници и наставни материјали кои што го имавме, а благодарение на нас, родителите, ние баравме референдум, ја покренавме цела постапка, благодарение на родителите се собра подписи, поднесовме до ДИК дека бараме референдум, за да се изјасни целата јавност, сите родители, баби и дедовци, дали ние сакаме нашите деца да учат од дигитални учебници. И кога го побаравме тоа, тогашната власт, знаејќи дека цел референдум оди на државен трошок, може би беа немокни да се борат со едноставно со вистината, затоа што ние не баравме нешто што е невистинито и што е противзаконски. Ние само сакавме да се испочитуваат законите за нашите деца. Тогашниот наш популарен министер, да не го именувам, го повлече законот и премиер. Да, тогашниот премиер Заев го повлече законот и остана, значи, во важност сегашниот закон за учебници и наставни материјали, со тоа што проблемот, да знае целата јавност, сето доцнење на учебниците, печатени кои што актуелни и до денес. Да, и актуелни и до денес, наместо во септември, јаве вчера првачењата ги добија во јуни. Мислам дека е резултат, смешно, многу е смешно и болно е, ова е навистина болно. Да, барем да не се коментира, нека стигат, не е проблем така, нека пристигнуваат, нека ги складираат и така натаму. Меѓутоа да се рекламираме со тоа е. Да, само да ја довршам мислата. Сите досегашни проблеми што се уште ги имаме за жал, е поради сето тоа незаконско работење на претходната власт. Првенствено тие Националната комисија ја нема утврдено, затоа што мисле дека ќе терат дигитални учебници, дека нема да потреба да се составува национална комисија, па да одлука за печатење, па лекторирање, па сите тие процедури. Таа национална комисија е задолжена за тие работи? За печатењето на учебниците, таа ги носи сите одобрување на содржини и така натаму. Точно, значи оформува комисија која што треба, значи, да објави конкурс за автори, па да ги разгледа, па да одлучи кој автор. Сето да биде преку јавен повик и транспарент. И сето тоа треба да почнува од јануари, така, да се работи до летото и веќе во септември да ги имаме ние во печатена форма во училишните клупи. И поради тоа што тие се надева дека ќе има дигитални учебници, затоа каснат сега сите процедури и форми за печатените учебници. Со тоа што и самата јавност виде колку многу грешки имаат во содржините. Без разлика по кој предмет, значи се јавија многу неправилности, грешни информации, грешни податоци, грешни знамиња, ништо едукативно, се во некоја завиена форма, не знам како би се изразила, меѓутоа се молам на Бога искрено да ова агонија заврши и да им се даде простор на идното министерство, не знам кој ќе раководи се уште, да им се даде можност да направат реформа
баш по мерка на нашите ученици во Македонија. Ние треба да имаме образование по образот Божи. Ние треба децата во образованието пред се да ги изградиме како личност и како карактер и да им ги пренесеме вредностите кои што понатаму ќе ги водат низ животот и ќе ги припремат за сите тешки патишта кои што ги имат во животот. Наспроти ова, што вистина треба ние да го направиме, претходната власт се стремеше тоа да го наруши. Значи, тука ни беше и нашата неголема болка, која што и ден денес ја имаме. Меѓутоа, мислам дека пред се, да кажем, мое мислење, ние не смееме како држава со високо образовани луѓе, со интелектуалци, со професионалци, да дозволиме невладин сектор да ни го креира образовниот модел. Да, постојат основани сомнежи во тоа дека одредени кадри кои што можеби на кои што можеби местото не име таму креираат образовни политики и тоа навистина некако како да излегува на површина со сите овие нешта кои што се случуваат. Многу е симптоматично во едно традиционално општество. Мислам дека ако не би биле традиционално општество до оваа мера до која што сме, можеби некои идеи полесно ќе проникнеа во системот. Тоа е мој став. Ајде околу она што се нуди во самите учебници, мислам дека тоа е исто така, ајде со оваа некако агонија на несредени работи, некако како да навикнавме да живееме, иако тоа не е животот кој што луѓето го посакуваат, особено не родителите за нивните деца. Но што се случува со содржините внатре? Значи, гледаме дека веќе таа глобализација некако навлегува и кај нас во Македонија, но пак ќе речем во едно општество кое што се темели врз традиционални вредности, каде што семејствата се можеби најважните во целиот систем, односно семејството како целина, како најважна состојка на клетка, ете уште подобро кажано. Па тука имаме содржини кои што треба да опфаќаат сеопфатно сексуално образование, родова еднаквост и така натаму, кои што без разлика што имаме поделеност во однос на мислењата, сепак кај значаен дел од луѓето кои што се уште живеат во Македонија не поминуваат. Не само традицијата, ќе речам една од работите кои што нас многу не вознемири е тоа што, ајде да почнем од почеток, ние имавме неколку барања во кои што дел од нив беа да не се спојуваат неколку предмети во еден, и тоа ќе го дискутираме, да не се отргнува етика на религиите од изборен предмет и да не се воведува сеопфатно сексуално образование со родово сензитивни содржини во основното образование. И секогаш, кога зборувам дека тие промени не смее да се случат во основното образование. Зошто? Не само поради возраста на децата, туку поради тоа што не се способни да изградат став. Чисти неосквернети, како што го почнавме и разговараме. Точно така, значи тие се табула раса. Ама тие токму знаат дека баш таму може да успеат нивните содржини. Затоа што на една табула раса, една празна табла, што ќе испишете, тоа ќе остане. Оно што ние го сакавме, јас јавно кажувам дека такви делица постојат секаде низ светот. Океј, според мене секој полнолетен има право да прави што сака, какви одлуки да носи во животот, каков партнер ќе избира и така натаму. Меѓутоа ние стоевме секогаш со ставот дека на малолетни деца не сме ова да им се наметнува. Зошто? Па сигурно некој тоа полнолетството не го измислил за џабе. Ако беше според прирачникот на Хера, како што тие наведува дека детето може да избере за сексуален партнер без разлика на возраста, мислам, за мене тоа е нешто многу, не знам како да се изразам. Меѓутоа, ако не постои начин да се изрази човек кога цел живот е воспитуван со одредени вредности, посебно кај возрастните да ги менувате до првата. Точно. Сега, ако беше да детето избира партнер без разлика на возраста,
Тогаш децата ќе може да возат и од 10 години, ќе може да пијат алкохол и од 10 години, ќе може се што да прават, онако што е недозволиво за малолетни деца. Значи, се знае во која возраст од животот детето, да речам младиот, може да расудува, да размислува во однос на изборот на сексуален партнер. И сето ова морам да нагласам дека е против законски. Значи, ние во Македонија се уште немаме закон за родова еднаквост, затоа што во нивните програми на ХЕРА не само што имаме теми во однос на сексуална заштита и репродукција и така натаму, тоа се теми кои што стварно децата треба да ги знаат, да се разбереме. Меѓутоа, тие родово сензитивни содржини, каде што, значи, може да има партнер од исти пол, да бидат двајца партнери и така натаму, тоа се содржини кои што децата од малолетни од основно образование не може да ги разберат. Меѓутоа, со тоа што не може да ги разберат, со самите тие изучување нив ќе им се наметнат. Ние како родители, како нашата Facebook група на учебници и настава мора да имаше најмногу 95.000 членови. Значи, тоа е пола Македонија. Ние пола Македонија станавме на нозе, да кажеме не за ова концепција. Пак ќе кажем, концепцијата не може да биде над законот. И родови компоненти не може да се воведуваат во основно образование кои се против законите. Значи, ние во Уставот се делиме по пол. Родот е нешто друго, значи, тие го дефинираат родот како флуидна форма, како, значи, сака да каже дека, иако некој е биолошки роден како жена, може да се чувствува и како маж. Значи, тие тоа сакаат да го примат и децата. Значи, не да го примат, да им го наметнат, пардон. Значи, ние немаме ништо против овие лица. Секој полнолетен слободно нека прави што сака. Единствено, што апелирам и до идната владина, од идниот владин состав и до оние кои што ќе го водат. Може како апел за крај, тоа ќе биде многу значајно и за идниот владин состав, но и за родителите кои што верувам дека се покрај тебе. Да, значи, оно што ние сакаме свесно да размислиме, и идниот состав на Министерството, да не дозволат невладини институции да го креираат воспитно-образовниот систем. Ако замислете, ова е многу болна тема. Ако здраво право дете треба да избере било кој партнер без разлика на возраст, што ќе се случи со дете кој што има попреченост? Нели е тоа злоупотреба? Значи, ние тука треба да ги разграничиме работите. Пак ќе кажам, малолетноста е една фаза во животот во која што децата не се зрели да носат некои одлуки. И пред се, ние мора да земеме стручната фела, под закрила, да се седне на една маса, да се стават точки на заклучоци кои што треба да се дефинираат и ни подразно, значи, невладени институции да ни го креираат воспитно-образовниот систем. Сметам дека ние имаме високообразовни лица, пред се, доколку имаме инклузија, го имаме факултетот за дефектологија, таму има многу стручни лица, многу големи професори, ќе го поздравам и професорот Ајдински, кои што пред се треба да кажат мислење за инклузивниот процес во образованието. Еден од, според мене, од добрите модели на инклузија, белгискиот модел, каде што децата до 4-то деление одат во училишта инклузирани со другите ученици, но според степенот и категоризацијата на ученикот, доколку нема напредок до 4-то деление во неговиот раст, развој во образовниот процес, тогаш детето, според проценката и оценувањето, се враќа да се дообразува во специјално училиште, доколку има напредок, останува да се инклузира до крајот на животот. И ние тука не можеме да работиме инклузија со неспремни кадри, значи тоа мора пред се факултетот за дефектологија да се вклучи и навистина да се направи нов образовен модел кој што
ќе направи реформи по мерка на македонските ученици. Зборувам како македонци, граѓани на Македонија кои што живеат овде, без разлика на религија, вера и така натаму. И друго нешто кое што е важно, овие невладини организации не сме да наметнуваат етика на религиите да се сврли од воспитно-образовниот процес, бидејќи од мој лично искуство, разговарајќи со професори по етика на религиите од православната вера и од муслиманската, тој е толку добар предмет, толку има теми кои што на вистина децата ги учат на образот Божи. На вистинските морални вредности, семени, традиционални и така натаму. Доколку тој го отфрлиме и како и како изворен предмет, ние децата ќе ги испуштиме комплетно. И мислам дека, моје мислење, етика на религиите може би требало да стане редовен предмет, не само во шесто, туку да го има барем во некој друго одделение. Ти благодарам што беше денес со нас, навистина значени поенти беа презентирани овде. Ти посакувам пред се добро здравје и успех во оно што планираш во иднина да го работиш. Мислам дека треба да останеш тука во оној круг во кој што си веќе препознатлива и да се видиме во некоја наредна емисија. Живи здрави. Јас ви благодарам. Пред себе ќе поздравам сите гледачи на Вистинска телевизија и пред се порака до родителите. Она што нашиот воспитно-образовен систем го наметнува на нашите деца, може би е дојдено време да ние повеќе работиме со нив, за да ги задржиме на вистинскиот пат, да ги спремиме за оно што нив на вистина ги чека во животот, а тоа е да бидат луѓе со вистинска вредност. Ето така. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на емисијата Синтеза. Се надевам дека уживавте во денешниот разговор со мојата гостинка. Останете во добро здравје и добро расположение.